Советниците на денешната седница ја усвоија предлог програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Куманово за 2026 година. Најголем дел од парцелите се наоѓаат во индустриската зона Новине и Речица и кај поранешната фабрика Кожара. Советниците имаа повеќе прашања и забелешки во однос на земјиштето кај Чоробенско ќоше, локацијата каде што се планира да се изгради нова општинска зграда. Програмата за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија не се носи прв пат. Се носи од 2013 година, кога со одлука на влада земјиштето е предадено на користење од Министерството за транспорт и врски, кое што дотогаш било надлежно да стопанисува со ова земјиште на општините. Општините, за да може да располагаат со ова земјиште и со истото да даваат под долготраен закуп, да го отуѓуваат по пат на јавно надавање, непосредна спогодба. Кога збориме отуѓување по непосредна спогодба, тука спаѓаат и до оформувањето на градежните парцели, кои што врз основа на детален урбанистички план сопственикот има повеќе од 30% сопствено земјиште, додека 70% да оформува од Република Северна Македонија. Условите се директно пропишани во законот како се спроведува постапката, дури и за непосредната спогодба. Најпрвин одлучува советот кои услови, кои критериуми. Инаку сакам да кажам за советникот Благоја Јакимовски. Да, тоа е непосредна спогодба советник. Ние како општина и јавното предпријатие СИС да седнеме и да се договориме како ќе изградиме општинска зграда, како ќе ги задоволиме нивните потреби. Тоа е непосредна спогодба, затоа стои непосредна спогодба тука. Меѓутоа и за тоа треба повторно после оваа програма вие да дадете согласност, па потоа иде на согласност на владата за земјиштето да се даде, како што каже советникот, на трајно користење. Инаку за општинската зграда, проектот е нарачан уште во 2011 година, беше распишан конкурс, за јавен конкурс, каде што повеќе идејни решенија, анонимен конкурс, се такмичеа, беа поделени прва, втора, трета награда, сите останати, бидејќи беа пристигнати 5 решенија, сите останати беа откупени од страна на општина Куманово, авторските права, сите се решенија се достапни, може да се видат во општина Куманово. Прво награденото решение, потоа преку Североисточниот плански регион во 2013 година беше нарачан проект за да се изработи од идеен основен проект. И тој основен проект е изработен, предаден на Североисточниот плански регион и предаден на општина Куманово. Истиот ги содржи сите фази што треба да бидат за основен проект и доколку се реализира, би било потребно само да се апдейтира вредноста, бидејќи од 2013 до сега е изминат голем период, значи цената на коштање би била многу поголема и би требало истиот да биде потпишан електронски, во електронски формат. Акционерското друштво на времето има направено експроприација на повеќе куќи, дури е впишано и во самото земјиште. Така да ако навлезете во таа непосредна спогодба и договорите преку влада да градите заеднички, дали тоа ќе биде катна гаража во состав со делован и стамбен простор, бидејќи акционерското друштво може и да продава стамбен простор. Тоа му е делатност. Јас прв ќе го продажам таков проект. Значи таков проект никој овде од советниците и од нас од власта се извинувам и од опозицијата не рече дека не треба да има општинска зграда. Да, лудо се да се шетат кумановскиот народ на 5 места и на 5 локации за да земе еден документ. Но ова се гради во последните 15 години, секој изборен циклус, Чоробенско ќоше, општинска зграда и никако да се изгради. Тоа е факт, тоа е реалноста. Но доколку влезете, ве кажувам јавно, вие сигурно сте запознаени и треба да знаете, на времето акционерското друштво има направено експроприација, има исплатено на луѓето, има впишано имот во самото земјиште. За да може да се реализира општинската зграда. Непосредна спогодба стои затоа што, еве јас кажав, ако општина Куманово и акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор заедно ја градат општинската зграда, тоа треба да биде непосредна спогодба. Во зависност од тоа кој ќе бидне
партнерот од другата страна. Доколку бидне акционерското друштво ќе бидне трајно користење, бидејќи двете се државни институции. Доколку бидне некој друг партнер, пример, овдека да кажеме, по примерот на општина Чаир, банки институции, и тоа е администрација дело, тогаш ќе бидне долготраен закуп. Меѓутоа, како и да бидне, која и програма, кој и начин да бидне ставен, претходна одлука донесува советот, повторно во исти совет и ги дефинира условите. Јас би сакала тоа да бидеме ние и акционерското друштво. Сепак мислам дека е незаконски и не треба да стои долготраен закуп по пат на непосредна спогодба за објекти од јавен интерес. Тоа е веќе, значи ние вака доаѓа сега обратно е одговорот од ваша страна. Ако нешто не оди законски, ај ќе го направиме незаконски за да помине. Не може за објекти од јавен интерес и општински објекти да биде непосредна спогодба врз основа и по долготраен закуп. Тука си има децитно во законот ставено дека се дава на трајно користење и по пат на јавни приватни партнерства. И така треба да биде основата овде. Не знам зашто ги сега даваме илјадници други изговори, па вака било, па за ние сите ги знаеме, сакаме да поддржиме изграда, но не може да ја поддржиме незаконски. И овдека советот се става во улога на незаконито тело. Јас едноставно сакам да отворам овдека очи на сите дека ние не треба да работиме незаконски. Зашто не стои во за другите делови така? Значи, ако е во законот си стои јасно, нема ние што да наведуваме горе во заглавие дека ќе правиме непосредни спогодби и така натаму. Мислам дека тука не ги извртувате. Дајте јасен одговор и дали ќе го смените ова е прашањето мое или не во оваа расправа. Дали ќе го смените како што стои во законот или ќе продолжи вака како што е предложено во програмата и ќе оди на гласање. Амандмански ќе биде по пат на трајно користење согласно член 40 од Законот за градежно земјиште.